Без високи откупни цени на јагнињата и млекото тешко може да се развива овчарството во земјава. Вака раскажува Стојан Шајкаров од Новосело, кој цел живот одгледува овци, но последниве години го намалил стадото. Во моментов има 80 грла и тврди дека е премногу тешко да се екзистира од сточарството. Му помага и синот, но Стојан вели дека нема напредок. Ништо слабо, заработувачка нема од нив. Прибидејќи јагнето веќе едно 5-6 години 120, 130, а таа година го зимаа 90-100 динара, мислам, у април месец, мај. И тешко, волната веќе 2-3 години, веќе 2 години посебно ич ја зима, тека зима 20 динара, 25 динара. И многу тешко да обстане човек и затоа човеците и продават. И кој имаше мерак, изгубија воля, знаеш кака е. Па види, оно тешко од секојдневно, значи, тоа нема секојдневно, това немаш ни еден ден слободен, значи. Али да има цена, ипак па нешто ќе добиеме, нали? Секојдневно стадото го изнесува на паша по околните ридови, но и новоселското поле. Вели дека ќе ги чува, се додека го држат нозе. Според него, ако не се субвенциите од државата, тешко дека овчарството во Струмичко ќе преживее. Може нема, и што имаше таа година 3-4 билуци и проводеа, 3-4 стада. Што е проблем? Проблемот е што ниската цена. На јагнината, на млекото 32 динара, 36 беше после 32 динара го. И нема никако заработувачки. И ако не дават тие субвенции, ќе ја дават са нешто. И има, значи има за потенцијал има, али нема никаква заработувачки, затоа човеците гледат да изгубија воля и се продават. Според Државниот завод за статистика, минатата во споредба со 2018-та, забележено е намалување на бројот на стадата со овци кај индивидуалните сточари за околу 5%, а кај деловните субјекти за околу 43%.